Здраво и добре дојдовте на подкастот на Доење со љубов. Јас сум Наташа Цветановска-Тодосовска, сертифициран специјалист за доење, која стои зад брендот Доење со љубов, а во овој подкаст најискрено разговараме на сите теми од секојдневието на семејствата, погледнати низ призмата на доењето. Во денешната епизода сакам да поразговараме малку повеќе на тема интензивен рефлекс на испуштање на млекото кај мајката. Ова е една, да речем, почеста појава, особено на почетокот, викаме, покарактеристична е за почетокот на доењето. Најчесто се случува, значи, кај мајки кои што туку сте породиле, хормоните уште се, да речем, така во еден, да бидам блага, да речем, во еден општ хаос. И едноставно се уште самата лактација не е воспоставена или по тоа воспоставување на лактација подразбираме балансирање на производството на млеко кај мајката согласно на потребите на бебенцето. Рефлекс на испуштање, прво да објаснам што е. Значи, рефлекс на испуштање на млекото е онаа појава кога од жлезденото ткиво на градата, под дејство на секреција на хормонот окситоцин, кој што пак се лачи како резултат на стимулацијата на градата или самата стимулација од самиот чин на доење, кога тој ќе се излачи, стига до жлезденото ткиво, го притиска, да речем, жлезденото ткиво каде што е млекото и го исфрла кон каналите надвор, кон брадавицата и нели кон нашето бебе. Сега, како ќе се излачи? Мислам, не како ќе се излачи, туку како ќе излезе млекото? Кој интензитет ќе го има сето тоа? Колкав дел од жлезденото ткиво во еден даден момент ќе биде притиснат, нели да речам, ќе се контрахира за да излезе млекото? Тоа е нешто кое што е толку индивидуално за секоја жена и влијае толку многу, пак ќе речем, плюс фактори, што не може да се даде една обична дефиниција и да се каже, ти најверојатно или ќе имаш или имаш нешто такво. Она што можам да го кажем е дека најчесто оваа појава е резултат на хиперпродукција. А таа хиперпродукција па најчесто се случува, доколку нели ние не ја предизвикаме, се случува непосредно по породувањето. И трае баш во првите месец и пол, два. Најчесто. Пак ќе речам сега се што зборувам статистики, тука не зборувам за поединец. Исто е многу вредно да се напомене дека нема, значи, некоја мерна единица која го дефинира овој интензитет, значи каме рефлексот интензивен, доколку интензитетот е толкав. Најчесто она што нам ни е најважно е како бебето, значи, се однесува, како го прифаќа тоа испуштање на млекото, дали му е во ред и ужива во доењето на некој начин, значи доењето му е пријатно и нема проблем со тоа, или едноставно тој млас кој што излегува од градата за бебенцето е многу интензивен. Значи, повторно ќе кажам, тука се две различни работи во игра, значи интензитетот на рефлексот на испуштање кај мајката е едно, а способноста на бебенцето да се справи со интензитетот повторно е друго. Значи се работи за друг момент, бидејќи кај мајка со обичен рефлекс на испуштање, значи кој што не е толку интензивен, да речеме, имаме бебиња кои што може би имаат, да кажем, некоординирано се уште цицење, дишење, голтење, па знаат да се засркнат, имаат орална рестрикција или некоја друга потешкотија, па се губат од града, се тргаат, па млекото прска. Значи, некогаш имаме појави кои што ни ги даваат истите симптоми, а не се работи за интензивен рефлекс. Значи, се работи за неможност да се справи бебето со млазот, меѓутоа не само заради тоа што млазот е пресилен, дури некојаш може млазот и да не е толку силен, туку едноставно повеќе да е потенцијалниот, да речам, тој проблем повеќе да е кај бебенцето отколку кај мајката. Да, знам, многу е комплицирано вака кога го објаснив. Меѓутоа,
ќе пробам, значи колку што можам додам во детали за да може да ви го додавам сето тоа. Доколку зборуваме, значи за поинтензивен рефлекс на испуштање на млекото, кај особено кај мајки кои што имаат хиперпродукција, тоа се забележува со тоа што и градите брзо се преполнуваат, како што реков, ова е покарактеристично веднаш после породувањето, кога уште нашето тело не ја знае нарачката колкава е, значи не знае на нашето бебе колку млеко на вистина му треба, произведува колку што произведува и пред да го направи тој баланс, знае да произведува малку повеќе од што треба и да се наполнат градите кога ќе дојде време за доење, кога ќе почне да се испушта млекото, бидејќи се полни или многу поголем дел од градата и се испушта, едноставно тоа за бебенцето да му е премногу. Значи, мислам, премногу во смисло млазот е интензивен и самото бебенце да не може баш да се справи со доењето. Тука ние можеме да превземеме некои работи со цел да може баш целиот тој чин на доење, времето поминато на града, едноставно да го направиме малку попријатно за нашето бебенце, да му е пријатно да сака, да остане самиот начин што викаме на хранење преку доење да го направиме поприфатлив за нашето бебенце. Многу е важно да го напоменам следното. Често среќавам во моето секојдневие, кога работам на советување со семејствата, состојба на полни гради кај мајката и бебенцето после на вистина да речам да има проблем со рефлексот, со интензитетот, меѓутоа тие полни гради да не се резултат на хиперпродукција, туку да се резултат пример на преполнување заради недоволни стимулации. Знам, малку сега сум контрадикторна, меѓутоа не сум, во смисла недоволни стимулации затоа што бебето пример е дохранувано. Неретко се случува бебето да биде дохранувано со адаптирано млеко, градите на мајката да се полнат и кога ќе се наполнат, кога ќе почне бебето да цица, тоа му е премногу, меѓутоа кај оваа мајка немаме ние хиперпродукција, туку едноставно, мислам, може би имаме, меѓутоа најчесто немаме, заради тоа што се уште имаме потребата да дохрануваме. Значи бебето е нонстоп дохранувано, а градите на мајката се полнат и се случува еден контраефект каде што недоволното празнење на градите кај мајката па ја намалува лактацијата и ние во принцип на подолга стаза, значи после неколку недели ние ќе забележиме дури намалена лактација, а не хиперпродукција, туку хипопродукција. Затоа е малку специфично кога зборуваме за сето ова, или исто така имам, например, семејства кои што вика да сигурно млазот му е преинтензивен, а например бебето не напредува доволно од мајчиното млеко. Значи јас тука повторно ќе се прашам, не верувам дека е само млазот дека е во прашање, туку може би едноставно бебето има мака заради тоа што не може да оствари убав фат на града. Се трга, иако, например, не е дека добило премногу млеко, туку се трга затоа што го губи вакуумот, затоа што, пример, и морална рестрикција не може да ја задржи градата во устата. Значи, затоа сакам да потенцирам дека кога адресираме овој проблем на хиперпродукција, треба многу добро да знаеме, значи насилен рефлекс на испуштање како резултат на хиперпродукција, треба добро да знаеме да детерминираме дека е само тоа. Затоа викам дека не е лошо да размислите за стручна консултација, значи да се консултирате со стручно лице од оваа област, се со цел да можете да ги исклучите сите овие потенцијални фактори кои што ги напоменав, кои што ни даваат симптоми на интензивен рефлекс на испуштање, демек имаме со тоа работа, а во принцип гледаме дека сите други симптоми кои што исто така се наведени, а не треба да се симптоми кои што се појавуваат, значи како резултат на ова, како например недоволен напредок во тежина и така натаму, значи едноставно дека има нешто друго во позадина. Или дека може би се маскира како силен рефлекс на испуштање на млекото, а не воопшто тоа. Доколку утврдиме дека значи интензивен рефлекс на испуштање,
Што може да направиме? Прво сакам да ви кажам дека тоа најчесто знае да си се регулира со воспоставување на лактацијата, со регулирање на таа хиперпродукција, знае најчесто и тој интензивен рефлекс на испуштање на млекото да си се избалансира, да речам, да се поднамали. А со тек на времето и бебето како што расте ќе научи сето тоа многу повеќе да го координира. Значи ќе се навикне на сето тоа, ќе знае како да го координира млазот, ќе може да се справи многу полесно, нема да ги гледате реакциите кои што ги гледате најчесто во фаза на новороденче во првите, да речем, неколку недели. Многу е важно да знаеме дека има неколку работи кои што ние можеме да ги пробаме дома, кои што, иако навидум се, нели викаме, многу мала ситница, мали адаптации на нашето секојдневие, меѓутоа може да направат огромна промена во тоа како ние го менаџираме доењето. Пример, позиција за доење. Знае навистина да направи огромна разлика. Во смисла, ако имаме мајка што има интензивен рефлекс на испуштање на млекото, јас секогаш викам никако доење во позиција каде што бебето, пример, е легнато, особено веќе напоменам фудбалската топка, бебето лежи, градата на мајката доаѓа врз бебето во устата на бебето и дури тука гравитацијата и како помага уште поинтензивно да тече млекото. Оваа позиција не ја препорачувам бидејќи на бебето, како што мајката нели на некој начин така малку врз него му доаѓа, бебето нема ни прилика да се подсврти, да се тргне, значи самото да се откачи од градата доколку навистина тоа му е поинтензивно. И тоа доење знае да биде со пуштање, па и дури да биде со многу повеќе плачки, повеќе нервози. Затоа викам најдобри позиции, пример, кои што тука можеме да ги пробаме за да му олесниме на бебето е се сите оние позиции, имам пишувано на мојата веб страница особено, се сите оние позиции каде што мајката е во, да речам, полулегната, легната положба, а бебето е тоа кое што некако доаѓа како врз нејзе. Зошто? Ова е како на ефект на фонтана, така прска нагоре, меѓутоа има еден момент каде што силата на гравитација, значи исто така игра улога и едноставно млазот го прави, многу го намалува интензитетот на млазот. Што значи самото бебенце, тука гравитацијата ќе ни помогне и кај мајката да го намали рефлексот на испуштање, значи интензитетот, не рефлексот, интензитетот ќе го намали на млекото што излегува, а самото бебенце поставено во позиција врз мајката, гравитацијата го влече да има што подлабок фат. Колку подлабок фат, толку поубаво ефективно доење, толку повеќе, значи, поубав вакуум прави, не се полни со воздух устата и бебето може многу поубаво да голта и полесно да голта. Голта помалку воздух и не му треба толку често ждригнување, нема после мака со гасови. Значи, овие позиции, имам дури и пишувано, се навистина прекрасни за почетоците на доење. Заради тоа што помагаат многу во самиот, да речам, квалитет, би рекла, на доењето, квалитет повеќе во смисла на комфор, на удобност, на пријатност и да се задржи човек подолго нели во таа позиција за доење. Затоа прегледајте во која позиција дојте, сите оние што се, да речам, лулка позиција каде што градата е врз бебето, јас би ги избегнала, иако најчесто ја гледам таа позиција, значи 90, мислам дека ако не и повеќе од семејствата со кои што работам, кога ќе видам како дојат, бебето го дојат во таа позиција. Јас често им викам и ги прашувам, удобно ли ви е? Па не баш. Значи, секогаш гледате да си олесните. Доењето не треба да биде некој чин да сме под паника, леле, ајде да го завршиме брзо и важно да ни успе, туку баш треба да биде чин на уживање. Легнете си, ставете го бебенцето врз вас, пуштете си нешто да гледате, гушкајте се со бебето, значи пробајте да се релаксирате и да уживате во сето тоа, колку повеќе успевате во тоа, толку да речам, по лесно ќе ви биде доењето, повеќе ќе се лачи млеко и едноставно полесно ќе биде и за вашето бебенце, нели, да, особено викаме да го менаџираме доењето, во такви позиции на почетокот е навистина многу полесно. Доколку и самата позиција не е доволна за да ви помогне,
може да направите краток прекин. Значи, додека бебето цица и забележите дека му е непријатно, да знаете, дека интензивен рефлекс на испуштање, најчесто, најголемиот, да речем, интензитет на млазот се случува во, да речем, во првиот дел од доењето. Значи, кога бебето го поставувате на града, после неколку секунди, ова е различно, нели, кај секоја мајка, дали може би веднаш 2 секунди, кај некоја мајка 30 секунди, кај некоја мајка 1 минута, меѓутоа знае да се случи тогаш. И најчесто тука доаѓа до највеќе плачки, да речеме, кога ќе се тргне, дури бебенцето вака се гледа како прска градата на сите страни. Тука може да пробате едноставно кратко да го прекинете подојот. Знам дека за бебенцето знае да е фрустрирачки, меѓутоа пак не дека помага доколку го оставиме и плаче, па се трга, па плаче, па фаќа и се нервира. Потргнете го накратко. Ако треба со компресија или со рачно измолзување, стиснете неколку пати, прифатете го млекото, можете ли во некој подлабок сад да го прифатите, значи некоја здела така широка, бидејќи ќе прска на повеќе страни. Тоа ако сакате нели да си го зачувате, или можете пример исто така да едноставно во некоја крпа, во некој пешкир едноставно да се измолзите. И малку кога ќе видите дека се поднамалува, значи можеби не излегува од сите отвори, од сите канали на брадавицата или интензитетот се намалува, тогаш повторно да го ставите бебенцето на града. Може навистина да ви помогне да се намали фрустрацијата кај бебенцето, значи да и ќе му помогнете да може полесно и да се справи со самото доење. Има и уште една техника за така наречено попречување на текот на млекото. Во смисла, ја земаме раката и правиме, значи, на некој начин како облик на нож, кога сакаме да символизираме или да пресечеме нешто. Целта е да се пресече на некој начин доток на млеко. Со тоа што на дел од градата буквално правиме еден благ притисок така со како нели со тој тенкиот дел од раката, кај што симулираме нож и буквално кога го сечеме тој дел од градата да има доток, со тоа што идејата е на тој начин да се блокира дел од жлезденото ткиво и да се намали млазот кој што доаѓа кон градата. Меѓутоа, тука морам да потенцирам дека оваа техника ја правиме само доколку навистина другите техники не можат да функционираат. Значи, едноставно не функционираат, не можеме да се справиме со тие техники и мора да знаеме дека ја правиме многу кратко за време на подојот и после тоа пуштаме. Зошто? Ризикот е секогаш тука дека ако тој дел од градата не се издренира убаво, може да имаме застој, може да имаме понатаму дополнителни проблеми. Значи, верижно да не се појави таму грудка или грудки, па тоа да прогресира, тоа не е нешто што го сакаме. Значи, пак ќе кажам, тоа е времено, неколку секунди, минутка, 2, значи зависи од подојот, да притиснеме чисто за во еден даден момент малку да поднамалиме. Меѓутоа не значи да го блокираме тој дел. Го блокираме само привремено, некое кратко време, чисто за да го намалиме интензитетот на млазот. Најпоследната техника која што би ја споменала е измолзување пред самиот подој. Меѓутоа, секој пат јас и на советување на моите семејства им велам, оваа техника оставете ја за последна. Ако ништо друго не функционира, и тоа гледајте само за тој подој каде што ништо друго не функционирало. А не за секој подој. Пробав, не знам, биолошка позиција, легната позиција и не функционираш и готово се откажав и сега ќе се измолзувам пред секој подој. Не. Значи, утре ќе пробате повторно да се наместите во таа позиција, ќе пробате да го прифатите прво млазот пред да почнете со измолзување, а ако ништо бебето плаче, се ако гледате дека градата се уште е многу полна, тек тогаш. Зошто? Затоа што викаме измолзување малку пред доење. Може да помогне, особено пример ако истовремено тоа преполнување од градите е, да кажам, проследено и со израмнување на брадавицата, со голема тврдина во пределот кај брадавицата, особено тоа е дел од ткивото каде што бебето и треба да ја фати градат и да почне да цица. Ако таму е многу тврдо, ќе фати многу плитко, ќе ни направи рани.
Затоа викаме на тој дел прво има една техника reverse pressure softening, значи техника каде што го мекнуваме тој дел и го ставаме бебето да цица. Ако е многу интензивен рефлексот, тогаш повторно или пешкир или нешто пробуваме, ако ништо не ни успева, тек тогаш би рекла мало измолзување, да ако веќе имаме тензија, мака, тогаш малку се измолзуваме, тогаш му даваме на бебето да цица и меѓутоа не го правиме ова на секој подој, бидејќи ако ние имаме проблем со рефлекс на испуштање кој што е силен заради тоа што имаме ние хиперпродукција, ова е екстра стимулација, значи рачунете сме измолзиле млеко од градата плюс бебето е испразнило градата цицало, сме направиле таа нарачка за следниот пат. А тоа измолзеното млеко бебето не го добило и не било потребно. Зборуваме сега, значи за бебе кое што супер напредува. И мајката има хиперпродукција. Тука е таа разлика, дали бебето добро напредува од сето тоа или едноставно имаме и неефективен трансфер, а дали имаме хиперпродукција или некај неефективен трансфер, веќе тоа може имаме, може немаме, тоа треба по-детално да се види. И затоа викам, ние во моментот, оваа техника користиме за во моментот да се справиме со нешто, меѓутоа само во моментот. Следно повторно се враќаме на другите техники. Зошто? Бидејќи може да ни помогне тој подој да го средиме бебето убаво да се нацица, да нема интензивен рефлекс. Но ако проблемот ни е хиперпродукција, ние со вакви екстра стимулации не си помагаме во решавање на проблемот со хиперпродукција. Напротив, значи ја одржуваме хиперпродукцијата или пак може дури да ја влошиме на некој начин. Затоа секогаш викам, за вакви моменти може да пробате накратко да менаџирате ако ова трае, овој проблем да ви трае подолго време или пак имате бебенце кој што навистина веќе покажува стрес, не сака може би да цица. Ова се многу ретки ситуации, значи претерано ретки ситуации каде што бебињата буквално стварат и аверзија кон доењето. Меѓутоа, ако се бележите некакви такви знаци, побарете обавезно професионална помош за да може да се види нели како и понатаму нешто би се реагирало и што би се правело. Можеби ќе треба и да се намали производството на млеко на некој трет начин кој што тука не би го зборувала заради тоа што тоа е буквално одговорноста е преголема за да би можела да го споделам, да го пробате дома, туку ќе треба да си работите нели со стручно лице кој што ќе работи нели конкретно во вашата ситуација. Меѓутоа, обавезно контактирајте некој да ви помогне да се справите со таа ситуација. Кога имаме интензивно испуштање на млекото без да имаме хиперпродукција, тоа, например, знае да остане понатаму и кај мајки кои што викаат па поминаа месеци, ама пак од градата си шприца, си тече, значи на сите страни, тоа е тоа. Тогаш се работи едноставно за, јас тука би рекла генетика. Значи тоа е, така функционира испуштањето на млекото кај таа жена и тоа е тоа, тука едноставно не можеме нешто премногу да направиме. Да, на почетокот и обично на почетокот бебињата знаат да имаат мака, меѓутоа многу брзо се навикнуваат на сето тоа. Статистички оваа ситуација е многу поретка, значи да имаме ние кај мајката многу интензивно испуштање, да немаме хиперпродукција, ова е релативно ретка ситуација и најчесто интензитетот многу полесно го прилагодуваме со техниките кои што се нели напоменати погоре. Тоест кои што веќе ги напоменав. И најчесто бебињата и кај едната и кај другата ситуација, дали кај хиперпродукцијата, викаме после некое време, месец-два, хиперпродукцијата ќе се смири и интензитетот ќе се регулира, или пак кај мајките кои што имаат така некој посилен, да речем, интензитет, бебињата едноставно ќе го надраснат тоа, ќе се навикнат на тоа и немаат некаков проблем. Сум имала и мајки кои што викаат, да бе нема врска 9 месеци, тоа вика уште вика како фонтана од сите страни тече. А бебето, не вика, имаше на почетокот проблеми, после тоа вика си се навикна, немаше веќе си научи како. Значи, бебињата навистина се адаптираат многу и се што ни треба е, пак би рекла, трпение и може би еве вака. Да, и кај овие жени исто може да ги пробаат сите овие методи, чисто на почетокот да му потпомогнат на бебето да може да се справи со сето ова. Многу е важно, како што реков, трпението. Важна ни е едукацијата, заради тоа што
лично мене ми се спомнуваше, штом вака плаче, се трга, целото бебе е во фацата со млеко напрскано, најверојатно е хиперпродукција, напротив, моето бебе не напредуваше, значи беше сосема нешто друго, кое што, како, нели, пак симптомите беа слични, се трга, плаче, се нервира, стискам, гледам, прскам млеко, меѓутоа неможноста да направи добар фат на града, убаво да голта, ја губеше градата, затоа плачеше, се фрустрираше, се маскираше сето тоа како хиперпродукција, иако не беше. Затоа викаме важно да имаме соодветна едукација, соодветно да препознаеме согласно на симптомите што може да е проблемот и точно да го дефинираме земајки во предвид, земајки ја целата слика, не само вака, плаче, се буни, може да е тоа. Заради тоа што има мајки кои што мислат дека имаат интензивен рефлекс, во принцип, напротив, бебињата се бунат затоа што се забавил рефлексот. Како прска млекото, пак и речем, и тоа исто така не е репер, меѓутоа може во комбинација со сите симптоми, едноставно уште тоа кога ќе го видиме да речеме, најверојатно е, меѓутоа следете, затоа викам, едуцирајте се и следете ги сите тие моменти за да може конкретно да препознаете за дали навистина се работи за тоа. Ке речам, доколку имаме ненапредување во тежина, барајте обавезно професионална поддршка, заради тоа што нешто тука друго се крие во цела работа. Доколку дохранувате и плюс го имате овој ефект, барајте исто професионална поддршка. Нешто тука исто не штима. Значи, заради тоа што хиперпродукција дохранувате плюс имате потреба од давање дохрана, тоа се контрадикторни моменти. Како и секогаш, викам, едукацијата и соодветните информации се клучниот фактор. Затоа, читајте, прашувајте слободно, значи се што ви интересира, и затоа се надевам дека ваквите епизоди на подкастот ви се од голема помош во справување со препреките во доењето и се надевам дека навистина ќе ви помогнат. Мислам дека вака, јас можам и многу повеќе да зборувам, меѓутоа мислам дека е ова доволно, колку да ви даде еден убав поглед во тоа што ви се случува и да ви помогне како да се справите со сето тоа. Доколку и овие техники не ви помогнат, тогаш ве молам, значи обратете се на стручно лице за да ви помогне како сето тоа да го менаџирате. Ве поздравувам многу и ви посакувам се најубаво. До нашето следно слушање.